За прв гостин вечерва имаме една многу интересна личност, човек кој како што тој самиот вели е во потрага по одговорите на фундаменталните Да. животни прашања. Господинот Бранимир Стојко Звонимир. Бранимир Стојко Звонимир, така ми е името. Знам дека не можете да ми поверувате. Мислам, како можеле да ми стават име Бранимир? Да. За тоа се чудам, да. Знам. Добро, кои се тие фундаментални животни прашања? Видете, оно што секој човек си го поставува себе си како прашање, што е љубовта? Дали потекнуваме од мајмуните? Так, Што се случува по смртта? Од каде тој памукот што се собира во пупакот додека спиеш? И не само тоа. Зошто поминуваме улица на зелено? Зошто шишето се вика шише, а комбето комбе? Зошто не може шишето да се вика комбе? Комбе. Мала дигресија. Тој човекот што ги бира гостите за во емисијава, тој што ви се јави. Да? Кога ви се јави да не звучеше како да не е нешто добро? Па не. Аха, бидејќи очигледно бил надвор од паметот кога ве викнал. Молам? Ништо. Океј, господине Звонимир, јас тука навистина би се заблагодарил за гостувањето во емисијава. Само ако може да спомнам уште 2-3 фундаментални животни прашања на кои работам во моментов. Ајде, повелете. Зошто кога ќе станеме од спиење, здиводни мириса на расипан кашкавал гауда? Зошто Ристо Самарџиев носи наочари? Сте се запрашали ли тоа? Знаете дека можеби клучот на универзумот лежи тука. Дами и господа, овде ќе го завршиме интервјуто со господин Бранимир Стојко Звонимир. Јас предлагам да продолжиме ние со интервјуто што го направивме со Елена Ристеска. Елена. Да го погледнеме тоа, нели да пуштиме нешто по-нормално од ова што до сега го гледавте. Ви благодарам за гостувањето и режи, ај ве молам, Елена Ристеска, побрзо.